Промоција на книга, концерт на Младинскиот оркестар, гостување на 2 представи на театар Куманово во Штип се дел од активностите на Националната установа Центар за култура Трајко Прокупиев што ќе се реализираат наредниот период. Утре вечер во малата сала на културната институција ќе биде промовирана книгата Идентитетот е приказна од Иван Антоновски. Извадоци од книгата ќе читаат актерките Кети Дончевска или ќе Анастасија Величковиќ. Антоновски е асистент на Филолошкиот факултет Блаже Конески при УКИ и зад себе ќе има неколку публикации. Минатата година беше прогласен за најдобар млад научник во хуманистички науки и од председателот на државата му беше доделено признанието Успешни млади. Книгата беше издадена минатата година во октомври и сигурен сум дека ќе има интерес во Куманово за таа книга. Тоа е истиката на нашиот познат Горан Стефановски, наистина на едно одлична интерпретација на Иван Антоновски на целото дело на Горан Стефановски. Промотор на таа книга ќе биде професорката на Филолошки факултет Весна Мојчисова Чепишевска. Тоа е утре во 19 часот тука во мала сала во Центар за култура. Ги повикувам кумановци кои има можност да дојде и да ја проследе промоција. Пред денот на заљубените, популарно на 13 февруари, ден пред тоа на 12 февруари имаме концерт на Младинскиот оркестар кој работи при Центар за култура во 20 часот. Исто така би сакал да го најавам и гостувањето кое театар Куманово го има во театар Штип по повод нивната 100 годишнина од формирањето на театар Штип. Театар Куманово гостува со 2 театарски представи на 9 февруари драма изгубена во времето, а на 11 февруари повторно побарање на штипската публика гостува представата Секси лаги во Штип. Во текст се и повиците за волонтери и за младите креативни кумановци кои што сакаат својата идеја да ја претворат во проект со поддршка на Центарот за култура. Се пријавија некои млади луѓе и очекуваме уште да се пријават, се со цел да можат тука да дојдат кај нас, да волонтираат, да се запознаат со настаните во Центар за култура, да ни помогнат на нас и да стекнат едно драгоцено искуство кое сигурен сум дека ќе им значи видно. Направивме еден повик за млади креативни кумановци, дали тоа ќе е од промоција на книга, некоја изложба или било како уметнички перформанс, сите млади кои се во Куманово, кои имаат со што да се представат, имаат можност да дојдат тука во Центар за култура, ние со наши средства, колку сме во можност, ќе им помогнеме сето тоа да се изрекламира и реализира, се со цел да имаат тие некој убав настан кој ќе се сеќава тука во Центар за култура. Ние како институција сме отворени и ќе повикуваме младите да дојдат, бидејќи тука мисля дека само може да се сработи преку проекти кои ни ги доделува Министерството од годишната програма. Меѓутоа не е така. Имаме можност сами од сопствени средства, доколку младите се заинтересирани, да дојдат со некој сопствен проект кој ние тука исто така ќе го изреализираме. И затоа ги повикам уште еднаш да дојдат и да се приклучат во Центар за култура, доколку имат нешто интересно, сигурно дека тука ќе биде испратено на вистински начин. Се очекува деновиве да биде објавена и годишната програма од Министерството за култура за финансирање проекти од национален интерес по одделни области и активности од културата за 2023 година. Минатата година Кумановскиот Центар за култура Трајко Прокупиев доби 5,5 милиони денари за реализација на годишната програма.